За 4 минути пристигнавме до модуларната болница. Целиот објект веќе беше во пламен. Вака започна да ни раскажува пожарникарот Игор Симовски, кој вечерта на трагедијата заедно со своите колеги пристигнале на терен за да интервенираат. Сите заедно вложиле максимални напори за да го локализираат пожарот и да извлечат што е можно повеќе луѓе. За жал, пламените јазици се расшириле за многу брзо време. Колегите и што бевме на смена и што беа повикани од дома се трудеа да го угасна огинот што внутра за да можеме да влеземе барем тие што се не да се спаси луѓе што се внутра. Али со оглед на тоа што електрична енергија не беше исклучена, кислородот не беше исклучен, не можеше да се влезе. Се гасеше под голем ризик, можеше да настрада некој пожарникар од струен удар, имаше детонација од боце внутра, мене ми пукна боца еве овде, кај првото доле у ногите. Фала му на Господ со опремата стара што ни е 20 години ме спаси доле кај ногите. Ми е криво многу што луѓе внутра не можевме да влеземе да ги спасиме. Страшно беше и да се работа, пошто напред беа фамилија на луѓе што се внутра. Страшно беше да се работа, пошто нели внутра му гори човек, чека да го извадиш. Игор бил и повреден после напорната интервенција, но сега е во добра состојба. Жали што заради масивноста на пожарот не се успеало да се спасат повеќе животи. Првите тела се извадени од кој сме дојдени ние од предната страна. Значи што можело. Најверојатно мртви се, пошто нема никој жив после тоа од кој сме дојдени ние. И од овде имаше тела ваѓано исто. На почетокот на пожарот, кој почнал пожарот, тие се спасиле, другите што останале внутра. Пошто пожарот најверојатно кој почнал се расширил за минута до две, го фатил целиот објект. Кислородот што бил внутра го зголемил огинот. Истрагава ќе покаже што, али кислородот најмалу пута 5 ја зголемува температурава што е внутра што била. Да немало кислород, например, би била помала температурата. Иначе кислородот сигурно имало над 800 степена внутра. Значи овде беа колите паркирани што се. Значи колите се оддалечени метар и пол. Значи колите беа стопени. Значи ако била колата стопена, пожарникарот ако влезе, значи да проба некој да спаси за заштитна опрема може да му помогне 30 секунди, другото за 30 секунди ќе изгори. Значи прво требаше да се угасне па да се влезе. Гледате ова што е све отворено, со отворени посуд кој изгаснат пожарот за да се ваѓаа жртви. Игор ја потенцира храброста на своите колеги, кои ја знаеле опасноста од неисклучената струја во објектот, но како што вели Игор, тие продолжија со она што е нивна работа, а тоа е да гаснат пожари и да се обидуваат да спасат човечки животи.